Повозрасен тетовчанец и 22 годишен скопјанец биле дел од толпата која насилно влезе во собранието. Откако полицијата ги идентификуваше на видеоснимките, денеска им поднесе кривична пријава. Првиот според МВР е еден од напаѓачите на пратениците на СДСМ во прес-салата. 60-годишниот пробал да го удри обезбедувањето на пратеникот Спасовски, а во моментот кога сакал да им се доближи на пратениците бил задржан од друг. Второ пријавениот пак е виден на снимките како насилно, туркајки со раце и нозе, ја отвара влезната врата на собранието. Но тука не застанал, ги туркал и влечел полицајците поставени во кордон пред вратата. Двајцата се ослободени откако со нив полицијата разговарала. Сега истрагата е во јавното обвинителство, каде се води и за други повеќе од 30 неидентификувани. МВР во врска со настаните на информативен повикале и двајца вработени во УБК, а на барање на јавниот обвинител, полицијата го провери мобилниот телефон на осомничен за настаните. Веќе се прибрани и медицинските извештаи на повредени кои се јавиле во болница. Во јавното обвинителство и денеска за инцидентите сведочаа пратеници на СДСМ, а од следната недела ќе се повикуваат и тие на ВМРО-ДПМН. Во судска постапка влезе првата група од 9 на обвинети за учество во толпа. Стартот е презакажан за вторник.